Почитувани гледачи, добро утро. Пред некаде година дена ретко кој веруваше дека во Украина ќе има војна, а сега ретко кој верува дека на војната може да и биде ставен крај. Затоа со мене во студиото е Дејан Андоновиќ, кој во своите анализи беше еден од ретките кои предпоставуваше дека ќе има руска инвазија во Украина, а сега од него бараме да ни каже дали е возможно наскоро таму да има мир, иако, нели, ако говориме за украинскиот мир, веќе можеме да говориме за отворени непријателства на Блискиот Исток. Во Иран вчера имаше бомбардирање. Практично се обистинуваат оние црни прогнози дека војната во Украина е некаков почеток на нешто, почнува да се отвараат нови жаришта. Ние изминатиот период го зборувавме жариштето Балканот и овде каде што живееме, бидејќи сме први засегнати, а втори најблиску можевме да видиме што се случува, како што е Косово. За среќа Република Српска е мирна. Што се однесува до Блискиот Исток, тој се интензивира. Сите ние што ги следиме овие настани во светот изминативе години, знаеме дека Блискиот Исток никогаш не бил мирен, особено Палестина и Израел. Некако магично и случајно по косовското дестабилизирање изминатиот период каде што имаше нели тензии околу србите и албанците на Косово, одедношка работата се префрли на Блискиот Исток, почна со оној ракетен напад на Израел. Првин палестинците го нападна Израел, па Израел возврати уби или усмрти 9 палестинци, таму некако се дестабилизираше работата и додека очекувавме таму да видиме како ќе се развиваат работите, одедношка неидентификувани дронови нападна ирански постројки во Иран практично, резерви за нафта кои се покажаа дека се на иранската републиканска гарда, значи се работи за некој вид на магацини логистика на иранската војска и додека не се знаеше кој го направи тој напад, утринава американски војни представници изјавија дека се работи за напад со дронови од страна на Израел, во смисол не е САД, не сме ние, туку е Израел. Беа, значи, од Пентагон даде официјално соопштение кој рекоа дека американската војска нема никаква први не рекоа дека е Израел, а не сме ние. Значи тоа е многу интересна, можеби случајно, не знам, но јас тоа така го гледам. Да, бидејќи знаеме дека у политиката нема никакви случајности. И сега чекам јас лично да видам какви ќе бидат реакциите кај Иран. Ако се земе во предвид дека Иран и Израел се едни од ретките држави кои стварно немаат никакви дипломатски односи и дури се влезени во сериозна постојбена војна, ако не се лажам. И тоа библиска војна. Да. Мислам, ние малку што сме читале повеќе знаеме дека персијанците и евреите уште од Библија не се во добри односи, така да денеска иранската држава и израелската држава не само што немаат никакви дипломатски односи, туку се на раб на војна буквално со години. Ако се земе во предвид дека САД и Северна Кореја не се добри, или САД и Иран не се добри, но сепак имаат некакви дипломатски представништва. Техеран и Телавив немаат никакви дипломатски представништва. Доколку се покаже дека Израел направил напад врз Иран со дронови, тоа може да повлече многу големи репрекусии и да има возвратен напад, бидејќи и покрај се Иран е голема држава, има силна армија, Иран не. Друго има дронови, тоа многу добри. Да, и Иран не е Ирак, и кога се прави оние анализи пред неколку години, земите од така наречената оска на злото, наречена од поранешниот претседател Џорџ Буш помладиот, кој велеше Ирак, Иран и Северна Кореја треба да се урнат режимите. Ирак беше прв, видовме како заврши, но Иран не е Ирак. Иран е со шиитско население, има околу 80 милиони жители, луѓето таму не се подвоени, значи како во Ирак. Во Ирак имаше неколку етнички групи, па можеа да играат на таа варијанта. Како и Израел, кој е чист еврејски, така Иран чист шиитски, и доколку дојде до тоа може да дојде до сериозна дестабилизација во регионот, особено ако се земе во предвид дека Израел е традиционален сојузник на САД и на западните држави и на НАТО, додека Иран е традиционален пријател со Русија, така да во некаква евентуална војна сигурно за Иран би застанала Москва, а сигурно за Израел би станал Вашингтон. Уште една прокси војна би гледале. Особено е тешко што и овие изјави од Столтенберг пред 2 или 3 дена во Јужна Кореја и од Брисел, каде што Москва официјално ја протолкува дека НАТО и се заканува со војна на Русија, директна, бидејќи НАТО излезе од нигде никаде да ја повтори
повтори онаа максима дека доколку една земја членка на НАТО биде нападната, сите влегуваат во војна. Русија тука се пронајде дали имала некакви планови да напаѓа некакви постројки, особено што морам да кажам, дознале некакви планови дека Русија сака... Очигледно, а плановите се следни. Веројатно има и нешто друго што јас лично не знам, но плановите се следни. Изминатиот период се дигна фамата со НАТО оружјето, тенковите. Многу е очекувано дека Русија ќе стрела врз тие воени контингенти кои треба да дојдат за помош на Украина, значи тие тенкови и останата воена техника. И сега каде би гаѓале? Веројатно би гаѓале од тамо од кај што тргаат. Не би било тоа Германија, но може би била Полска. Ако евентуално паднат ракети на полска територија, Полска како земја членка на НАТО може да го активира фамозниот член 4, сите земји се во ова, и оттаму и дојде оваа, да кажеме, некаква закана од Брисел, дека подсетување од Брисел, а Москва се закани дека на заканите на НАТО ќе возврати исто. Е сега, оваа реторика што ја зборам и ова што се случува помеѓу ова во Иран што се случува во Палестина и пред себе и на Балканот, не можеме да го игнорираме. Ми се чини дека сето тоа е последица и косовскиот проблем, па конечно и ова со Бугарија што не се случува, веројатно е сето тоа последица на еден поширок фронт, а тек допрва се очекува уште еден поширок фронт да влезе, тоа е Пацификот. Така да, како што стојат сега работите, да се надеваме дека Пацификот тука пред се мислиме на Тајван, предпоставувам. Па не е, да, Тајван, пред Кина, бидејќи тука и други точки на судир. Што би барал генералниот секретар на Северно-Атланската алијанса, повторувам географски, Атлански океан, Северно-Атланска алијанса во Јужна Кореја. Кореја не искача на Атлантик. Туку искача на Пацифик. Да, не може да биде членка на НАТО, не искача на Атлантик. Значи, ми се чини дека има некаква подготовка за нешто. Може би нема да испадне ништо. Но, исто така, додека зборуваме за Тајван, за Косово, за Украина, од нигде никаде испадна нападов со дронови врз Иран. Дали може би некој сака да го вовлече Иран во целата работа, бидејќи ако Иран влезе, ќе влезе и Турција. Тоа се големи држави, силни армии, може да направат голема експлозија на насилства во светот. Оттаму ми се чини дека светот малку во моментов и не е баш мирен и малку фали да дојде до некои поголеми вооружени сили или вооружени судири во поголеми размери. Ова што се случува во Украина очигледно е како некаква увертира, да се надеваме дека ќе надвладе разумот. Но повторно ќе кажам и со влезот во студиото, повторно морам да кажам, 390 некој ден е од војната во Украина, се уште нема ниту од мировна иницијатива, некој да каже дајте луѓе да разговараме. Она што е малку оптимистички сега морам да кажам, е тензијата помеѓу Берлин и Москва, како да сака да се спушти топката, имено со одлуката на испраќањето на германските леопарди во Русија. Во Украина, се извинувам, дојде до една пропаганда од источниот, значи од Москва, германски тенкови повторно во Украина. Што значи тоа? Се евоцира на нешто од Втората светска војна. Сепак и канцеларот Шолц и Владимир Путин вчера изјавија одделно за западните медиуми дека се подготвени да разговараат. Значи таа една подигање на тензија меѓу Берлин и Москва како да сакаат да се разберат, и тоа е можеби единствена некаква обид за некаков диалог, бидејќи ние немаме диалог, немаме Вашингтон да сака да преговара со Москва или Лондон да преговара или Киев да преговара, бидејќи Зеленски е тука тврд како од позиција на велесила се однесува, вели нема што со Москва јас да разговарам со Путин, можем да разговарам со Москва само ако падне власта во Кремљ. Значи тоа се едни изјави невозможни, како да не сакаат да дојде до мировни преговори. Ова со Шолц и Путин ќе видиме што ќе се случува. Значи сега во наредниве 24 часа според мене имаме две, да кажеме, работи кои може да бидат многу интересни и важни за светот и можеме утре да ги разговараме. Тоа е што ќе разговарат и дали ќе разговараат Путин и Шолц преку телефон и што ќе
нешто мора да договорат или да си ветат. И втората работа, каков ќе биде иранскиот одговор на нападите со дронови, да се надеваме дека нема да возврати, бидејќи ако возврати може да дојде до отворен судир, ако ќе дојде до отворен судир, одма се прават и блокови кој е со кого. Познавајќи го раководството на Иран, војното раководство на Иран до сега секогаш враќало, па дури кога биле американците Да, ме прашани. Израел е сега го праша. Па добро, ти и на американците им вратија за убиството на Сулејмани. Зборуваме Што за ми беше отворена моабетот напад. вчера, Зеленски, Володимир Зеленски, председателот на Украина, имаше едно видео, обраќање до јавноста во кое каже дека ситуацијата на украинските сили во Угледар и во Бахмут е многу лошо. Дека што сака да каже, подготвува јавноста дека можеби Ја ќе се подготвува повлекуваат од таму? јавноста, но не знам, значи русите речиси влегоа пола и повеќе го освоја Бахмут, од друга страна украинците магично и од не знам какви причини магично се уште се држат, како што велат извештаите, а од друга страна не е јасно зошто толку го држат со големи жртви. Во медиумите испаднаа спекулации дека дошло до судир помеѓу шефот на украинскиот генерал штаб генерал Заложни Да, и имале состанок кој да, каде што тој инсистирал подолго време да се повлечат силите таму за да нема жртви и да ја спасат таа воена техника и људство, бидејќи знаеш секој човек у војна е важен. Од друга страна Зеленски инсистирал да се држи по секоја цена, тоа се разбира извештаи од медиумите шпекулативни, беше обвинет Зеленски дека ги слуша само наредбите на Лондон и НАТО, Лондон пред се е тука у игра, а од друга страна се вели дека началникот на генералштабот на украинската армија, генерал Заложни, подолго време не се согласува со раководството во Киев, дури се шпекулира и дека може да направат и воен удар, да го тргнат од власт Зеленски, па потоа они да преговараат со русите. Се разбира, можеби и руска пропаганда, не навлегувам, само сум должен да кажем што сум видел по овие извештаи. Од друга страна се подготвува украинците, јас повторно ќе кажам, кај градот Северен. Таму тоа не е Северен Донецк, туку Северен се вика. Во тој дел се концентрира 40 до 50 илјади украински трупи кои се обучувани од НАТО, едни од последните елитни единици на украинската армија. Велам елитни, бидејќи се професионални војници обучувани од НАТО. Се очекува дека идејата сега е украинската армија таму да направи контранапад, за да успее да го освои тој дел и да ја поремети целата руска одбранбена линија. Значи, доколку го зазема тоа, проценката е дека ќе се поремети руската одбранбена линија и практично ќе им ги нарушат плановите на русите кои веќе тргнаа кон Запорожје. И поради тоа и на украинците им требаат толку многу тие тенкови. Ке подсетам, најголема лага е во изјавите на политичарите. Имаме и воени експерти може да го потврдат истото. Тенковите што ги бараат украинците се за таа офанзива. Тенкот како тенк е орудие кое не е за одбрана, туку е офанзивно за напад. Зошто би барале толку тенкови? А од друга страна тоа е бројка од 50 на тенкови, што не е некоја голема бројка за да може да го држи целиот фронт. Очигледно го фокусираат и го насочуваат правецот кон тој Северен, така се нарекува, и веројатно доколку тоа украинците успеат да го освојат, ќе ја пореметат руската одбранбена линија. Практично русите кои се тргнати на кај Днепар веројатно ќе мора да се Запорожје, ќе морат веројатно да се вратат да ги бранат овие делови. И тоа ќе нема крај. Од друга страна веќе се обучуваат и украински пилоти според извештаите и според најавите, така да ние у наредниот период, јас најавам подолго време. Да, веќе има голем број нова на фаза, да се даваат F-16. Да, по артилериските дуели и ракетни дуели следува една голема копнена фаза во офанзива, односно копнена фаза во војната во Украина, веројатно и употреба на тенкови и оклопна механизација. Се разбира сето тоа пропратено со воената авиација, која изминативе 380 колку дена воопшто не ја ни видовме. Ако примети, сите војни до сега што сме ги гледале биле прво маваат со ракети, потоа оди воена авиација и на крај копнен удар. Сега не видовме воена авиација, видовме ракетни
системи и видовме многу артилеријски дуели кои веројатно направиле големи штети и во човечки и во материјални штети. Така да ќе видиме што све од ова ќе испадне и која ќе биде следната фаза. Едно е сигурно, и русите се подготвуваат за офанзива, и украинците се подготвуваат за офанзива, така да од мирот ни нема во моментов. Никој не се подготвува за мир. Како е на Косово таму? Се подготвили некој за мир на Косово? Не, добро, мораме да кажеме за волја на вистината дека на Косово и покрај сите обиди, покрај целото она негативна енергија која имаат како резултат на многу децениските недоразбирања, е мирно, не е дека не е мирно, но се уште и раководството во Белград и раководството во Приштина или и Курти и Вучич се во небрано со новиот француско-германски предлог или реално речено ултиматум. Сега дојде под притисок Курти, откако Вучич очигледно сакале да признаат или не медиумите под контрола на власта во Белград, очигледно веќе ветил дека ќе го подржи европскиот ултиматум, односно ова со Косово ќе мора да го спроведе, бидејќи во спротивно знаеме како завршуваат лидерите кои ветиле, а не исполниле, како завршуваат од Западот. Сега е Курти под еден притисок. Тој цело време вели дека заедницата на српски општини нема да ја формира, не планира да ја формира, нема потреба да ја формира и доби една порака од тешкашот во американската дипломатија кој е во пензија и во моментов работи како амбасада во Белград, Кристофер Хил, знаеме кој е, како новинари тука беше некогаш. Да, Кристофер Хил рече дека заедницата на српски општини ќе се формира со или без Курти, што ми се чини му е упати пораката која е. Но повторно ќе кажам, проблемот за Белград, за заедницата на српски општини не е ништо друго, туку тајмингот. Имено, Белград првин треба да ја дигне блокадата за косовската дипломатија која сака да влезе во некои меѓународни институции као што е Совет на Европа, као што е, Обединети нации, као што е Интерпол конечно, па потоа да се формира заедница на српски општини која е предвидена да биде од 4 април. Белград ја обвинува Приштина дека Курти се обидува да направи нови сценарија, нови тензии на Косово, да дојде до судири и така да се пролонгира планот за формирање на заедницата на српски општини, но ултиматумот на Хил кон Курти, дека ќе се формира со или без него, ми дава некоја надеж дека можеби ќе се смират работите таму. Да се надеваме дека си оправо, ако ги исцрпивме сите теми, тогаш да... Никогаш не се исцрпени сите теми од светот, можеме до утре да зборуваме, но да не бидеме досадни. Да. Фала ти, Дејан.